Во ова издание, Бајден заминува на прва посета на Азија како председател, што е целта на ова патување. А дома, инфлацијата не е добра вест за рейтингот на неговата партија. Ке ви кажеме што предлага во изборната кампања. Среда е сите турбуленции што ги носи војната на Путин, рублјата останува прилично стабилна. Некои експерти велат не за долго. Сте слушнале ли за NFT токени? Овој вид на финансиско обезбедување станува многу популарно. Ке ви кажеме кај кого и зошто. Останете со нас. Го гледате Newsflash на Гласот на Америка од Вашингтон. Јас сум Лилица Китановска. Иако надворешната политика на САД во првиот дел откако Џо Бајден стана председател се фокусираше на прашањата како Кина и руската инвазија на Украина, Бајден оваа недела ќе се соочи со уште едно проблематично прашање од надворешната политика – нуклеарно вооружената Северна Кореја. Бајден, кој денес заминува на прво патување во Азија како председател, може да биде пречекан со голем северно-корејски тест на оружје, според официјалните представници на САД и Јужна Кореја. Американското разузнување смета дека постои вистинска можност Северна Кореја да изврши лансирање на ракета со долг дострел или да спроведе нуклеарен тест или можеби и двете во деновите околу или за време на патувањето на Бајден во Азија, изјави советникот за национална безбедност на Белата куќа Джейк Саливан. За време на патувањето, Бајден се очекува да ја лансира Индо-Пацифичката економска рамка, долго очекувана економска иницијатива која треба да ја зголеми вклученоста на САД во Азија. Во Токио, Бајден ќе одржи состанок на групата на 4 држави, која сочинуваат САД, Јапонија, Индија и Австралија, демократии кои имаат силен интерес да го запрат подемот на Кина. Председателот Џо Бајден вели дека голем дел од вината за инфлацијата се должи на рускиот председател Владимир Путин, чија инвазија на Украина ги зголеми глобалните цени на енергијата. Вели дека неговата партија има план. Еве што вели дека ќе стори дома. Не треба да сте економист за да ја разберете инфлацијата. За многу американци растечките цени од храна до бензин им се пред нос. Американскиот председател Џо Бајден знае дека ова е клучно прашање за гласачите овој ноември. Сакам секој американец да знае дека ја сваќам инфлацијата многу сериозно и тоа е мојот главен приоритет. Тој ги истакна економските предизвици за неодамнешните посети во клучните сојузни држави како Северна Каролина, Охајо, Ајова и Алабама и во државите пријателски настроени кон демократите како Орегон. Актуелните анкети на јавното мислење универзално покажуваат дека економското одобрување за политиката на Бајден е околу 40%. Тој не прави ништо друго освен да ги напаѓа републиканците. Ако сака да направи нешто за инфлацијата во моментов она што треба да го направи е да се повлече. Секој месец додека тој е на функција, инфлацијата се влошува. Бајден не се согласува и неодамно објави иницијативи за кои вели дека ќе помогнат, како што се плановите за намалување на цената на пристапот до интернет, ослободувањето повеќе нафта од стратешките нафтени резерви, проширување на пристапот до бензин со 15% на етанол и многу повеќе. Сенаторот Рик Скот, член на раководството на републиканците во Сенатот, сето тоа го изложи во планот наречен Ултра Мага агенда. Нивниот план е да ги зголемат даноците за 75 милиони американски семејства, од кои над 95% заработуваат помалку од $100,000 годишно вкупен приход. Просечното зголемување на даноците би било околу $1,500 по семејство. Белата куќа исто така ја обвинува пандемијата за нарушувањето на економијата, како и рускиот председател Владимир Путин, чија инвазија на Украина влијаеше на цените на енергијата и житото. Аналитичарите велат дека Бајден нема време пред гласањето на делумните конгресни избори во ноември. Економистите велат дека инфлацијата во САД има глобални негативни ефекти. Меѓународната организација на труд соопшти дека глобалната инфлација достигна 9,2% во март 2022 година, што е повеќе од двојно од стапката од 3,7% од март 2021 година. Во секоја држава девизниот курс на валутата е индикатор за стабилност на економијата. Поради санкциите за Русија, многу економисти внимателно ја следат рублјата. Еве какви се реакциите.
Од 24 февруари, кога Русија ја нападна Украина, девизниот курс на руската валута достигна рекорден пат и пораст во рок од неколку недели. На почетокот на руската инвазија, финансиските експерти предвидуваат дека во блиска иднина доларот и еврото би чинеле преку 200 рубли, но на почетокот на март доларот се разменуваше за 140 рубли, а еврото за 150. When the sanctions were introduced, Кога беа воведени санкциите, дојде до колапс на рублјата, бидејќи на повеќето од компаниите во светот им беше забрането да прават трансакции во рубли, а на руските компании да прават трансакции во долари. Доларот стана многу ограничен за русите, а рублјата ја загуби вредност. На почетокот на мај и еврото и доларот се разменуваа за помалку од 70 рубли. И покрај тоа што руската државна телевизија се избрза да најави победа над западните санкции, експертите предупредуваат дека девизниот курс бил вештачки намален, бидејќи руската централна банка ги користела сите нејзини извори за да ја затврсти рублјата. there are three basic ways by which central banks Има три основни начини како Централната банка може да ја контролира валутата. Ако сакаат локалната валута да биде стабилна, тие купуваат повеќе од неа. Може да ги покачат каматните стапки за да ја направат поатрактивна. Може да воведат ограничување на можноста луѓето да изнесуваат и внесуваат пари во државата за да може да ограничат движење на капитал. Руската Централна банка ги направи сите три. Се разбира, не можете ова да го направите секогаш бидејќи високите каматни стапки ја убиваат локалната економија. Во последните 3 децении, русите имаат видено се што се однесува до нивната национална валута, од целосна забрана на незиното слободно движење до многу случаи во кои вредноста на рублјата беше намалена. Економистите велат дека одржувањето на рублјата силна во овој момент повеќе е психолошко олеснување за русите, отколку вистински економски бенефит. Експертите се согласни дека ако Западот остане обединет во санкциите против Русија, економските последици за државата ќе се почувствуваат доста брзо. Светот на незаменливите токени или така наречените NFT добива поттик од компаниите како и од познатите личности кои прават дигитални производи. Но ваквата нова технологија има и своји ризици. Да погледнеме. Што имаат заедничко една кошаркарска легенда, социјалист и синџир за брза храна. Сите тие се застапници за незаменливи токени или NFT, единствени дигитални средства чија автентичност е потврдена со децентрализирани мрежи, peer-to-peer, познати како блокчейн. Дефинитивно, пазарот е луд во моментов. NFT токените привлекуваат големи имиња во светот на спортот, забавата, музиката и модата, но дали сето тоа е само маркетиншки трик? Проектите на NFT вклучуваат и специјални изданија на дигиталната уметност. За компании како Клиник, тоа е начин да се ангажираат и привлечат нови клиенти. Минатата година Топс, долгогодишниот издавач на бейсбол картички за тргување, го искористи блокчейнот VAX за да објави повеќе од 70.000 од нивните картички како NFT токени. Мислевме дека ќе бидат потребни околу 30 дена за да ги продадеме, додека тие се распродадоа за 24 часа. Некои велат дека нивниот наплив на популарност делумно се должи на технологијата која станува полесна за употреба. Во Metaplex Studios онлайн пазар, уметниците можат да постават бесплатни онлайн продавници за да ги продаваат своите NFT токени. There is a learning curve, yes. Постои крива на учење, но дури во споредба со пред еден месец сега има компании кои бараат да го подобрат корисничкото искуство. Но пристапот на се повеќе креатори на NFT може да привлече и лоши актери. OpenSea, уште еден онлайн пазар, неодамно откри дека над 80% од NFT токените на неговата страница се плагиати или фалсификати. Важно е да направите истражување, но што значи тоа за нормален обичен корисник? Сајтовите за аналитика и истражување како DefiTrends на Елена Гаридис им помагаат на потрошувачите како да се движат низ светот на NFT токените. Потребата да се оди напред е голема, бидејќи луѓето сакаат партнерство со познати личности. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка од Вашингтон. Поздрав до утре!